Крајот на 80-тите до средината на 90-тите години е период од минатото кога телевизијата беше главниот медиум и голем дел од забавата и информациите се добиваат токму од тука. Од носталгични причини и со цел да ве насмееме, потсетуваме на ова време со неколку култни македонски реклами кои ќе ве однесат во деновите на младоста или детството. Една од македонските компании што ги правеше најпопуларните реклами во тоа време е Алкалоид, па затоа листата ќе ја започнеме токму со една нивна култна реклама – детергентот за миење садови Глос. Песната во рекламата е толку заразна што сите си ја подпевнуваа, а после ова потсетување сигурно и вие ќе си ја пеете. Глос, за сите жени е спас, Глос, мие садови е мали мебел што писони стакло тоалетни станок ке ви свети. Оваа реклама беше преработена и пародирана неколку години подоцна од шоуто К15, што само по себе ужива култен статус и не смее да се изостави. Јас 6 месеци го везев тајна вечера и вама ева него бенди, сете го подручак гниев. Маче стигна? Глос ми купила, бе. Маче, ела те бацам. Што ќе ме бациш, кој на лонтија? Глос за сите мажи е спас, Глос мие садови, емайл мебел што таписони стакло тоалети, талоче ви свети со Глос, а рацата нежни са пак. Еколошка козметика за домаќинството. Алкалоид Скопје. Рекламата за продавниците Макис беше направена во 95-та година. Продавницата која продаваше се од игла до локомотива се наоѓаше во стоковната куќа и Линден. Секој джеб, за секој вкус, нема ништо да ви вали. Кај Макис има и супер стима. И тука, како и во повеќето реклами од овој период, брендот се рекламираше преку песна. Ако сте биле дете во овој период, сигурно сте се запознале со зачинот Дафинка од Витаминка преку оваа реклама. Анимираната реклама со тендерчињата што зборуваат, пеат и танцуваат, остана врежена во меморијата на сите, особено на децата. Во 90-тите години можеби најдобриот период на шоуто К15. Хумористичното трио ги правеше и најдобрите реклами. Добар. Едва ја избркав оваа моја, да ти кажам. Едва да фатам некоја работа ни станов, да зачистам, да сега сакам да го бањам малиот. Види Пекутан. Иако има многу што бе ги набројале, ја издвојуваме рекламата за Пекутан, каде манијаци, како што Тошо ги нарекува, влегуваат по станови и бањаат бебења со Пекутан. И после ниту родена мајка не може да ги препознае. И после ни родена мајка не може да ги препознае. Од кој ги избања, да. Батка, бе, не, бе. Соковите Ино Спектар своевремено беа едни од најпопуларните кај нас, па затоа сосема очекувано да прават телевизиски реклами како оваа. Една од најпознатите ретро реклами е токму оваа за соковите, во која се рекламираат освежителните пијалоци преку неколку клише летни сцени. Лош е нектар во соковите на Ино Спектар. Иако веќе го набројавме нашиот избор на култни ретро реклами, редно е да спомнеме уште две македонски реклами кои во тоа време беа направени од квалитетни продукции со поголем буџет. Станува збор за рекламата за колекцијата за мажи Сакс, снимана на јахта во Јадранското море, инспирирана од Джеймс Бонд. Не смееме да ја заборавиме и анимираната реклама за пастата за заби Асодент, што имаше заразна песничка за која сме сигурни дека ја паметите.